Благодарам, председателе. Почитувани присутни, ќе одговарам со аргументи, држејќи се до моите принципи, кои што ги има и како опозиционер, и како позиционер, независно за целата политичка некултура, манипулации и лаги, кои ги изнагледав и ги изнаслушав во сиот овој изминат период. Причина повеќе што на крајот од денот сите легнуваме со својот образ и со својата совест. И што токму нашиот однос е пример за младите генерации како треба да се садат вредности, како треба да бидат воспитани, како треба да се однесуваат и како да бидат квалитетни граѓани во општеството. Градоначалник сум точно 3 години и 4 месеци. Направив анализа на сиот овој изминат период како градоначалничка и извршив споредбени анализи со оние 12,5 години, кога бев во опозиција, и споредбени анализи за сите оние кои тогаш беа во опозиција, а сега се опозиција, и се дрзнуваат да кажат што не е направено. И единствен мотив за сето ова е не нив да им кажат нешто, туку да кажам за оние кои што во некоја форма искусиле, сакаат да искусат или во моментов искусуваат практикување на власт. Значи, не гледам мотив друг, ниту друга причина, но сакам да ги соголам конечно лагите и манипулациите на кои се дрзнуваат дури и оние кои се оптоварени со обвинителни акти, пресуди и лоши однесувања од минатото. И воопшто не ми е битно дали некој ова ќе го разбере како учителски манири, бидејќи намерата е многу поблагородна. Во овие листови кои што ги имам тука, како прилози, е владењето во 2013, 14, 15, 16, 17, повторувам, повеќе од 4 години, во последен само мандат, на едни други политики, и 2018, 19, 12 и 2 месеци од 2021 на политики предводени од мене. До овој момент, оваа локална самоуправа има исплатено 503 милиони 810 877 денари. Заклучно со последната исплата, пред овој ден во кој говорам, за реконструкции, изградби, канализации, водоводи, коловози и други објекти. Но на во овој момент би сакала да ја додадам и сумата, значи на овие над 503 милиони денари, од 29 милиони 982 574 денари, кои што ги исплатив јас како градоначалничка при реализација на буџет, кој што го раководам, на претходно изведувани работи, но не исплатени по така поставени договори кои што ги затекнав. Во овие суми, во оваа сума која што ја кажав, над 503 милиони, не влегуваат сумите на веќе сработени улици, кои што се во тек, во дел од фази се изведени, но во дел фактурите не се стигнати, но како градежни ситуации се изведени. Не се влезени новите фактури од стадионот, кои што се посумашни, и други доспевања,
од кои што некои стигнуваат можеби денес, некои утре, со кои стигаме до и за кои средствата во буџетот се реални, дефинирани, постоечки, спечалени, обезбедени, бидејќи ги плаќаме тековно точно како што доспеваат, и нам не ни се случува да плаќаме повисоки камати од главнини, што беше пракса во минатото. Бидејќи ми беше поставено прашањето на тоа кои улици се правени, иако ме зачудува, затоа што советниците ги гласаат програмите, затоа што советниците ги гледаат извештаите и затоа што советниците точно таксативно можат да ги гледаат и улиците кои што се правени. Но, бидејќи ги сакаат, ќе ги споменам. Бранко Радичевиќ, 13 јули, Леринска, Широка, 8 септември, Климент Охридски, булевар 1 мај, Димитар Родев, Крушевска република, во делот докаде што можевме да го изведиме, а во другиот дел се уште менуваме ситуации и состојби на промашени состојби стекнати од тогашното нивно време, како преместување на трафостаница која што се наоѓа на траса, односно далековод и ред други ситуации. Тоа е единствената причина зошто во моментов сме во таа делница до каде сме стигнати. Михаил Апостоловски Дончо, Белова улица Љубоњо, Долно Оризари, 5 улици, дополнително 2 улици во Долно Оризари, дополнително 7 улици или вкупно 14 само таму. Инфраструктурата кон патот во село Лавци. Но и она што го собраа како комунали и никогаш не одговорија каде ги потрошија истите и никогаш не одговорија зошто се дрзнаа да ги остават улиците во касарната ненаправени, да овозможат на приватните изведувачи, кои што го имаат тоа право по платените комунални службени поставки, да ги бараат своите права, односно да ја бараат изградената инфраструктура. Никогаш не одговорија на тоа прашање, зошто општината ја донесува во таква ситуација. Но ние, како локална самоуправа, предводена од оваа градоначалничка, од мене, го решивме и тој горлив проблем и таа нивна каулива оставштина и саниравме Григор Праличев СРУ 2, Тодор Скаловски СРУ 3, Рокдел СРУ 4, Рокдел СРУ 5, Григор Праличев СТУ 1 и 1.1, Тодор Скаловски СТУ 2, Рокдел СРУ 7, Илија Николовски Луј СРУ 6, Илија Николовски Луј СТУ 5, Илија Николовски Луј СРУ 6А ИПА 28, Баница СРУ 5, Арама 2, Дедулјо Малешевски СРУ 7, Дедулјо Малешевски СТУ 7, Свети Јован Кукузел СТУ 12, Митрополитска СТУ 9 и 10. Таа нивна оставштина беше нешто што моравме да го средиме, моравме да го санираме, но моравме да ги санираме и сите последици во делот на тужбите ни судски трошоци на оние кои што веќе ги имаа започнато постапките по истите. Тука не ја спомнав улица Илинденска, која што е, како што кажав, 2,1 километар, и би сакала кога ќе прават друг пат споредби помеѓу годините, да ги гледаат и метрите на улиците или површината на кал што е покриена. Тука не ја споменав ниту улицата Партизанска, затоа што едната и другата се во завршни ситуации и фази кои што треба да се изведуваат.
и кои што решаваат еден од исто така наследените горливи проблеми. Не сакам да кажам ни повеќе ни помалку, но овие исплати, кои што за нив се ништо, се исплати, кои што повторно ќе кажам, се направени со домакинско работење, без овозможување на застареност и убивање на роковите на плаќање, со што автоматски се имаат дополнителните давачки и трошоци и казни и пенали кон општината. На ова би сакала да додадам дека во моментов, и тоа можат сите да го проверат, се во тек склучените договори, кои што се од позамашна сума, и за мене тоа не е ке. За мене тоа е веќе. Ке беше можеби порано веќе, доколку оставя соодветна проектна документација, како што сега општина Битола има во кондиција, не само за овие проекти што моментално течат во јавни набавки, не само за оние кои што дополнително ќе бидат отворени, туку и за оние кои што веќе се работат. Значи, за мене не ке, туку е веќе, се склучени договори за инфраструктурни зафати од 106 милиони 136.299 денари. Тука влегуваат како улицата Свелтова, Прогрес, Буково, Димитар Влахов, местната зеница како објект, Трново Магарево, Потпорен зид кај реката Драгор, Потпорен зид кај Девеани, Смилевски конгрес, Херцеговина, патот кај Сива вода. Влегуваат проекти кои што целосно може заедно со објектите да ги проверите, кога ќе отворите јавната, официјалната страна за Бирото за јавни набавки, каде што ќе се видат сите склучени договори, кои што во интерес на темето нема целосно да ги набројувам, иако ги имам во табели. Но факт е дека во тие склучени договори ќе ја видите и градинката, која што е со, меѓу другото, директно буџетски средства од општина Битола. Тоа никогаш не се случило до сега, да некој со локален буџет има моќ финансиска да започне еден таков капитален проект, уште повеќе, нешто што не се случило со децении наназад, повеќе од 30 години, најмалку во општина Битола по ниеден основ. Во моментот, во различни фази, исто така може да проверите, се во тек јавни набавки, за кои проектна документација не постоела, меѓутоа сега постои, издадена е градежна дозвола, обезбедени се средства. Односно, што би рекле, ние не сме со политики кои што работат на вересија. И ако ги погледнете само Кленовец, Пробиштип, Љубовно, Ѓорѓе Гриев, Џоџа, Довлеџик, Трново Магарево, Тошо Даскалот, ќе видите дека имате повеќе од 47 милиони денари кои што постојат, кои што се или во фаза на евалуација, или пред склучување на договор и така натаму. Дополнително, со обезбедени пари и проекти, во одделението за јавни набавки, во различни фази на подготвување се јавните набавки за останати улици. И сега знам, на ова има два типа, ќе ми простите на мене, злобни забелешки. Едната злобна забелешка е времето и квалитетот, а другата сега пред избори. На првото ќе одговорам дека градоначалникот обезбедува средства за изведба, откако обезбедил документација, за која исто така било потребно средства и време, а потоа единствени механизми
кога зборуваме за времето и за квалитетот, се токму оние кои ги примени на улицата Климент Охридски, но истите оние кои денес коментираат на ова прво прашање и на оваа забелешка, коментираа и тогаш кога механизмите на казна беа применети. Тоа е директно укажување на политика на интерес, на дневна основа и болни амбиции. Што се однесува до коментарите сега пред избори, кои исто така ги очекував. И затоа не случајно во една прилика пред едни избори, па дури оваа година, дел од договорите почнав да ги објавувам, како ги подпишувам, да ги објавувам месеци предходно, чекајќи да се отвори градежната сезона и да започнат, за да јавноста знае дека тоа не било нешто кое што е исклучено во моментот кога се започнува. За нив би запрашала. Имавме референдум, имавме председателски избори, имавме предвремени парламентарни избори, имаме локални избори. Дали тоа значеше дека 4 години не требаше ништо да градиме, бидејќи ќе биде ставено во функција на избор. Меѓутоа, ако добро погледнете во коментарите, ќе видите дека од една страна некој ви вели ништо, а од друга страна некој ви вели сега ви текта пред избори и тоа се случувало и за председателските, и за парламентарните, и сега. Значи, на овие избори не сакам да го спомнувам ковидот како кризна ситуација со која се соочи цел свет, затоа што знам дека и тоа ќе биде злоупотребено. Меѓутоа едно е факт. Таа криза постоеше не само во Битола, во целиот свет и остава своји последици. И ако вам не ви одговара, особено кога зборувате во делот за вработување, да го кажете тоа. Значи, што се однесува до политиката од манипулации, ќе споменам два примери. И ќе опфатам дел од темата од прашањето, иако ќе се напратам повторно за животната средина која што ми го поставивте. Господјата Олга, која што беше советник тогашен, само што дојдов како градоначалничка, а потоа стана пратеник, своевремено во предлог мерките кои што ги даваше, даде предлог мерка токму што се однесува за заштитата на животна средина околу загадувањето. Една од мерките беше да се обезбеди обиколницата, иако беше свесна дека тоа долг период наназад незината партија не го направи иако беше на власт. Кога тоа се направи, и тоа многу брзо, никогаш повеќе не преговори за тоа, но остана на она ништо. Кој абсурд, давате предлог на некаква мерка и после извесен период малтене кажувате дека тоа што сте го предложиле било ништо. Друга советничка кажа, бидејќи ништо не сум направила, ништо не сме направиле, цитирам: знајме зошто Двојче не направи полигон, оти не го битваше. Не знајме оти Петровска го следи во Чекор. Тоа беше некаде 10 месец 2018 година. На завршницата од истата година, Битола после 6 години го доби полигонот. И како се случи? Како се изменаџира сето тоа? Како се обезбеди сето тоа? Уште како кандидат, како градоначалник, мојот против кандидат од ДПМН, обвинувајќи ме
дека ветувам брда и долини, дека немам поима колку е буџетот на општината, прашуваше како ќе ги обезбедам тие пари, токму одговорот што го кажав тогаш, како се обезбедуваат пари и средства, и дека менаџирањето на градоначалникот не е да биде свртен само во буџетот на општината, во примерот практично го докажав. Дека зборуваме манипулативно онака како што ни одговара од нечии страни, покажува и фактот што таму меѓу вас во вашите редови, кои што немаат да поставуваат прашања и нема што да слушнат, но ова нека го слушнат, гостуваат во емисија на која што пред цела Македонија кажуваат дека локалната самоуправа не ја слуша опозицијата, не сака конструктивно се однесе, но тогаш кога поставија цвекиња по повод празникот на градот, вели вака, ќе парафразирам, преку ноќ ги тргна. Ги замолувам граѓаните, фотографиите постојат, кога бил празникот на градот и како изгледал градот на 4 ноември и како цвекињата постоеле тогаш, кога се започнало со новогодишното украсување, некаде во слики извадени, кога се извело новогодишното украсување, некаде на слики извадени во декември. Некако многу долго трае тоа една ноќ за некој советник кој што сака да вози сериозни политики. Пазете, тоа е кажано во емисија пред цела Македонија. Воедно сум убедена дека само добри и успешни политики може да искрепат на сопствен буџет национален објект како стадионот. Нема ни една друга општина која што направила таков национален објект со таков финансиски товар и него исплаќала успешно истиот. За детската градинка како голем капитален објект поткан во голем дел од сумите на буџетските средства веќе спомена. И тоа за некого е ништо. И едно морам да признам, да, за да ги преживеете рекетирањата од секој ниво, за кои многумина функционираат по принципот платете им за да не ве гибаат. И така има луѓе кои го прават тоа од две причини. Да не бидат гибнати, ама и да нарачаат гибање. Да, не е воопшто лесно да се справувате со сите оние кои аздисале низ години наназад со парите, а вие сте им го затвориле чекмеџето. Затоа, со доказни материјали, друга прилика. Тоа е околу прашањето со инфраструктурата. Жалам што се тоа што јас го кажав, не знам каква поинаква додадена вредност гледаат политичките противници, дека тоа треба јас да го кажам. Но она што е најважно кога зборувам за инфраструктурата. Денес, ако завршува, денес, ако стига фактурата, до денот кога доспева, сигурно е исплатена. Едно од прашањата беше спортскиот комплекс. Да, направив и за тоа компаративна анализа заради себе си. И го разгледав периодот од 2005 до 2017 и од 2017 до овие 2 месеци од 2021 година. Кои проекти се реализирани и што е најважно, на кои пари сме се подпирале. Оваа локална самоуправа во голем дел, најголем дел од средствата се подпира на собствените извори, на собствените средства, на собствениот буџет
токму кога зборуваме за инфраструктурата во спортот, а е поврзано со спортскиот комплекс. Видете, зборот комплекс има две значења. Три има, но две ќе споменам. Едното е згради, објекти со архитектонско и функционално единство, а другото е, простете ми, психолошки проблем, чувство на некаков недостаток, што влијае негативно на однесувањето на човекот. Јас овде и во мојата програма мислев на првото. Сега да го објаснам првото. Некои од договорите кои што ги имаше склучено претходната локална самоуправа, не ги знаевме, ги криеа како на змијата нозете, но за стадионот знаевме. Бидејќи барањето на јавноста беше битола да има стадион, бидејќи некој сакаше да прикаже тогаш успешни политики, помпезно тоа го промовираше. Значи, одејќи по дефиницијата за која ви ја кажав, и ако ја погледнете програмата, и цртежот, и асоциациите што тој ги буди, и текстот, може би ќе сватите зашто зборувам. Значи, знаев дека трибината, северната трибина, е на товар и на плеки на мене како градоначалничка. Ја знаев и сумата, го знаев и просечниот буџет во изминатите години претходно што ги имала како приходни ставки локалната самоуправа. Договорот кој што беше всклучен е 335 милиони 855.093 денари и имаше само 3% на реализација. И беше така склучен да дури и тие 3% со своите 12-тинки влезат во оптоварување на некој друг, бидејќи знаеа дека ќе искупат власта. Од доаѓањето на оваа локална самоуправа завршени се градежни работи во вредност од 219 милиони 793.913 денари. И тоа е еден дел од комплексот. Кога доаѓав како градоначалник, бидејќи врвеа одлуки на седници на Совет за програмата за проектот Бенефит, претходната локална самоуправа го имаше планирано во апликацијата за греење на офицерскиот дом. Те ќе го продава, те со таква дограма каква што беше искршени прозори, излупани врати, тие ќе правеа греење во офицерскиот дом, замислете. Па потоа кога сватија дека тоа е лудост и дека не одат така работите, дека и таму си има редослед во позициите кои што се изведуваат тековно, смена на греење во спортската сала. Во истата онаа спортска сала, во која што дограмата нема никаква енергетска ефикасност, кровот во очајна ситуација, ја знаев дека нит едната варијанта, нит другата е варијанта за апликација на сериозни политики и сериозни политичари. Кога дојдов, целосно проектната документација, односно апликацијата, ја променив. Затоа во моментов, во спортската сала, се менува дограмата за да се постигне енергетска ефикасност. Затоа во моментов е склучен договор за целосна санација на кровната конструкција и затоа велам дека станува збор за успешна политика, бидејќи ако одевме по нивните политики, ние ќе ги греевме верберичките во паркот на целата искршена и неквалитетна дограма и кров во спортската сала. Станува збор за 24 милиони денари. Дополнително таму се вложени во еден наврат 40.000 и во уште еден наврат 60.000 евра или вкупно 100.000 евра. Кугланата е дел, значи ве повикувам во програмата да прочитате што пишува лево во содржините кои што се планирани. И сега еднаш ми поставувате прашање политичко,
кој тоа мојот почитуван председател и премиер на владата споменал како градоначалници, и сакате да асоцирате на нешто на што ви одговара, а друг пат па ме обвинувате дека некој што не ме сака, па ми дава пари. Демек било тоа правено со други пари. Видете, вие од ДПМНЕ имавте порано еден секретар, не мислам на оној кој што е кривично гонет, кој што велеше местото на градоначалникот не е само во Битола да биде тука да се слика по локалните медиуми и да кажува приказни и да глуми, туку местото на градоначалникот е да оди и да допре до сите извори на средства кои што ќе ги обезбеди. Јас тоа го направив, и тоа го направив благодарение на големата поддршка на господинот Каевски, тогашен директор на Агенцијата за млади и спорт, со кој што, меѓу другото, набрзо, заедно со другите актуелни представници на институциите, кугланата ќе ја отвориме и ќе биде дел од комплексот содржини, кој што ги обезбеди ова локална самоуправа со своите, за мене, успешни политики. Бидејќи и тоа за вас е ништо, да ја имате најдобрата куглана во државата и да кажете дека тоа е ништо, можам да разберам барем оние кои што се занимаваат со тој спорт, како ве гледаат на тие ваши коментари, бидејќи за нив тоа многу значи. И многу ме радува што тоа е еден од спортовите кои што во градот повторно го враќаат сјајот од минатото. Дополнително, и тоа не го знаете затоа што не ви интересира. Затоа што за разлика од претходни водења на локални самоуправи, можел било кој советник да дојде и да праша кај било кој административен службеник дали има некоја дополнителна проектна документација. Проектната документација за боксерската, сега каде што се наоѓа боксерската сала, е целосно изработена и е спремна за изградба. И е дел од она што не го гледате до сега, ви изгледа фантомски, но таа една цела слика го менува дефинитивно, ги менува можностите за живот спортски во Битола. На тоа треба да ги знаете сумите од 3.700.000 денари во Тодор Ангелевски, сега каде што се прават 4 игралишта. Но тоа не е во оној комплекс за кој зборувам. Треба да ги додадете и да ги кажете, и за вас е тоа ништо. И џагорот на децата во основното училиште Кирил и Методи, каде што играат и уживаат во своите спортски активности, и за вас е тоа ништо. Над 2,3 милиони денари. Во Елпида Караманди 609.000 денари. Во Трифун Пановски над 1 милион денари. Поправки кај ќумурното игралиште 381.600 денари. И се смеете и на еден друг објект кој што се прави. Ама да не испадни како што испадна со полигонот. Покрај инфраструктурата, многу интересен е овој податок, кој што не сакате да го споменете. Покрај инфраструктурата, Општина Битола во спортските клубови во овој период, заклучно со 3 месец 2021, пошто ги споредувавте годините, има дадено 120.216.428 денари. Или вкупно инвестирани во спорт и инфраструктура на спортски објекти по проектните документации по градежните активности се над 7 милиони евра. Вашите бројки од вашиот период, на оние
кои што претходно владееле, се поразителни. И граѓаните исто така можат да видат, нека прогуглаат на интернет и ќе видат кој што отворил и какви биле сумите. Не стигнуваат ни до половина од стадионот. А не зборувам за овие другите останати суми. Она што е најинтересното, како бројки, а сакам исто да ви споменам споредбено, значи, бидејќи се разликуваме и во сумите, и во начините на кои плаќаме. Дефинитивно сме и различни и поинакви. Ако го гледаме само општинскиот буџет, по податоци од картици, фрапантна е разликата. Од 2013 до 2016 година, кон спортските клубови дале 74.236.400 денари и ова може да го проверите, слободно може да извлечете картици од финансово одделение. Или просечно по години би дошле по 18 милиони денари, по сите нивни 4,5 издолжени 3 години, малку им да е 12. Јас, неспособната, од 2018 до 2020 година, во 3 години, исплатив 97 милиони 890.406 денари кон спортските клубови, или просечно по 32 милиони денари. Споредбено, пошто една советничка рече бројките се непомирливи, некаде однос 1,8, значи скоро дупло повеќе. Но уште поинтересен е следниот податок. Јас, неспособната, која што ништо не направила, по не знам кои еталони на мерка само ја мерат способноста, извршив капитална исплата во спортски објекти од основниот буџет, сега зборувам, 159.479.941, или просечно, по години во периодот, 53.159.980 денари, или, ќе кажам колку повеќе наспроти нив, кој што од 2013 до 2016 година во нивните изградби од општинскиот буџет платија 20 милиони денари или просечно годишно по 5 милиони денари. Значи, тие просечно годишно по 5 милиони денари, јас просечно годишно по 53.159.980. 10 пати повеќе. 10 пати повеќе. На изградба, на тоа ништо за нив, исклучиво со средства од основниот буџет. Во моментов се работи на спортска инфраструктура од 85.159.980 денари. Ете тоа околу комплексот спортски, околу спортот, околу паралелите, околу политиките, начините на водење на истите, но тоа, впрочем, најдобро го знаат спортските работници. Дополнително, денес донесуват и една одлука за проширување, мислам, дали која точка беше на дневен ред, не ми замерувајте, го немам дневниот ред тука пред мене, каде што веќе изготвената проектна документација за спортска инфраструктура по училиштата и веќе подготвените јавни набавки после денешната седница на Совет ќе бидат како средствата ќе бидат префрлени за истите на веќе изработените документации за спроведување на тендерската постапка, започнати со спроведување, бидејќи веднаш ќе им ги префрлат парите на училиштата, каде што спортската инфраструктура дополнително од оваа што сега е направена, ама за некога е ништо, ќе биде исто така правена. Ништо. Хајде да позборуваме
за вашето ништо. Знаете многу добро, господјата Анита Ангелевска во 2007 година, кога го зеде училиштето Таки Даскало да го раководи, на примопредавањето имаше 116.000 евра на сметка. И тоа стои во документи. Тоа исто така може да се провери. Меѓутоа, истата господја, која што жалам, затоа што на првостепената поставка е условно осудена, се надевам дека ќе се избори да ја извлече незината правда и ќе појасни каде ги потроши 116 меѓу другото 1000 евра. И до 31.12.2007 година го донесе училиштето во минус 7.000 евра. Наспроти тоа, овој градоначалник, кој што по нечие талони е неспособен, успеа да ги одблокира училиштата. Господинот Горан Степановски, советник во Советот на општина Битола, на 34-та седница, ќе го цитирам, рече вака: нормално ќе ги поздравиме овие средства, се добредојдени за општината, но со оваа методологија, повторно голем дел од училиштата ќе останат блокирани. Епа, почитуван Горан, тоа покажува дека никогаш не треба да дојдете повеќе на власт, бидејќи според вашите убедувања и незнаења, не можат да се водат по оваа методологија успешни политики, а да немате блокирани училишта. Значи, повторно ќе кажам, бирајте што ќе негирате. Дали ќе негирате на тоа кога кажувате дека сум неспособна? Дали ќе негирате на тоа кога кажувате дека некој од централната власт не ме сакал? Но факт е дека јас успеа, она што претходниот градоначалник не успеа, да добие финансиска поддршка од централната власт, и за тоа имам цела плејада на состаноци, средби, убедувања, лобирања, укажувања, битки, кои што не се водат во кабинетот, како што сакате да прикажувате дека градоначалникот не е излезен од кабинетот. Така, се вратени 4,3 милиони евра, ама никогаш не признавате дека од тие 4,3 милиони евра, 2,5 беа вратени по финансиските средства по Законот за финансиска поддршка, кој што лично го лобира, и 1,8 милиони евра од буџетот на општина Битола. Вие го изгласавте, советници, тоа. И вие сега, некои од вас, простете ми, не мислам вие на сите, но некои што прашуваат, некои што очигледно не им е јасно, не знаат како тоа се направи. Не само што тоа се направи, туку се направија низа зафати во објектите во кои што вие сега ги кажувавте како суми, си правевте некои ваши анализи, ама реалната слика дека во објектите во кои што работеше наставниот кадар и немаше парче креда, сега зборуваме
подолго време наназад, не само за одблокираност. Бидејќи одблокираноста е ништо за вас. Туку зборуваме и за инвестиции. Нив не сакате да ги спомнувате. Оти, тоа е веќе нешто. Илпида Караманди, 1.944.522 денари. Потоа 756.959 денари. Свети Климент Охридски 289.297 денари. Гоце Делчев 111.411 денари. Стив Наумов 13.717 денари. Свети Кирил и Методи 2.375.732 денари. Даме Груев 13.719, 55.000, 45.000, Коле Каневски 39.229 денари, 96.241 денар, Тодор Ангелевски 91.808 денари, потоа 13.719 денари. Крсте Петков Мисирков пониза своји објекти 370.562 денари, 40.723 денари, 11.594 денари, 4.827 денари, 200.000 денари, 200.000 денари. И потоа сумативно 1.017.000 ако ги земите, над 1.070.000, над 373.000 денари, над 147.000 ќе ги видите само во училиште колку се внесени. Александар Турнџев 264.999 денари. Потоа Кузман Шапкаре 163.678 денари, 720.000, Јане Сандански над 12.000, Јосип Ростито 997.000 денари, па потоа 27.577. Потоа 80.325 денари, па 45.000 денари, па 88.788 денари, па 249 вкупно имате само во ова последно училиште, кој што ви го спомнувам. Георги Наумов 562.000 денари, над 562.000 денари во тек имате активности кои што се случуваат. Обезбедени и тековно санирани, средени. Од дрон ја имавте снимката што е таму направено, над 9 милиони денари. Вкупно во училиштата, низ инфраструктурни зафати, е вложено над 13 милиони 291 930. Ова за вас е ништо. Дури и тогаш, кога ги саниравме тоалетите, вие поддржувавте и ваши луѓе, ако ги гледате по социјалните мрежи и медиуми, кои што си поигрува со создавање на основни услови во образовните институции. За вас, правењето и на тие основни услови за нашите најмили е ништо. Овие бројки, овие суми се оние кои што не очекувам да ги разбере некој, кој што успел од толкав плюс до толкав минус да ја донесе образовната институција која што ја водел, а денес ни зборува за бројки. Околу сумите за кои што зборува и ништото, фрапантни се сумите во осветлувањето. За нив лоши, за сите оние кои што го негираат нештото кое што е направено, меѓутоа за овие политики, за оваа локална самоуправа и за оние кои што ја водат позицијата, многу солидни и успешни. Ама видите, тоа не им одговара да го кажуваат. Вкупно, од 2013 до 2017 година,
се вложени во нивно, значи, време, 303 милиони 108.274 денари, или просечно годишно 60 милиони 627.653, значи се потрошени повеќе средства од она што го имаме ние направено од 2018 до 2021 година, со 147 милиони 157.726 или 46 милиони 568.900 денари просечно годишно, ние со помалку пари сме направиле повеќе. Што значи дека кога зборуваме за сумите, за тоа кој колку потрошил, кој колку дал пари за инвестиции, клучно прашање е што е инвестирано. И тоа покажува дали сте работеле домакински или не. Испаѓа дека ние со вакви суми лед осветлувањето во 2 длабоки турнуси, еден позначаен минатата и до јуни оваа година, затвараме проект со лед осветлување во општина Битола. Така да, кога зборувате, пак ќе кажам, за вредности, за средства на пари, зборувајте и за тоа какви вредности создавате. Бидејќи многу е битно што сте купиле, што сте платиле, што сте направиле и како сте го направиле. Каде оделе процентите. Така да имавме сосема поинаков пристап на трошењето на средствата. Затоа сега ве чуди како тоа се потрошиле толку средства, а сепак еден куп објекти кои што за вас се ништо, постојат. Прашавте за гасификацијата. Чекорите и фазите, кои што досега беа направени целосно, беа потпишан меморандум за соработка со Млекара АД Битола и овозможен инфраструктурен коридор на целата парцела. Направен е идеен елаборат потоа за заштита на животната средина на 25 км гасовод, изработен и усвоен 3,5 км инфраструктурен проект, на јавна набавка избран ревидент за 10 км гасовод за изработка на основен проект и 3,5 км основен проект изработен. 6,5 км треба да бидат во следната фаза доработени. Но, она што сакам да ве потсетам, е дека во една прилика ме прашавте, исто така кога сум била присутна на седница на Совет, дали ќе одите контра политиките на владата во начинот на финансирање на гасоводот и гасификацијата во општина Битола. Јас кажав дека моја должност како градоначалник е прво да бидам спремна со документација и второ, како ќе се однесувам, зависи од околностите, па дури и ако вложиме нешто како локална самоуправа, тогаш кажав, не е лошо затоа што и тоа во преговарањата може да си го наплатите, но тогаш ме обвинувавте дека не треба да почнам да градам ако можам да искористам средства од некој друг. Сега ќе ви кажам дека ниту едното, ниту другото е во прашање. Туку е во прашање нешто сосема друго, затоа што јас не сум политичар, кој што како вас ги легнавте тука цевките по булеварот, со вашата
топлификација и ништо од тоа не видовме, освен што сега можеби за да ги искористиме, најпрво ќе треба да ги било кој да ги искористи, најпрво ќе треба да ги отвори да види во каква состојба сте. Се. Значи, гасификацијата во општина Битола ќе се спроведува временски и финансиски, онака како што ќе бидат подобни околностите за општина Битола. Но она што како градоначалник сум требала да го обезбедам, сум го обезбедила. Ама нема да легнам цевки, се до моментот, додека не бидам сигурна дека нема да ги повторувам вашите лоши политики. Па дури и по цена да тоа некој го толкува како нереализација на проект. Напротив, јас во тоа гледам сериозност, начин како треба да се работи, да се функционира. Зошто, кога, како и по кои околности гасоводот ќе биде во Битола, треба да ги искористите вашите пратеници и не треба да бегате од сите околности со кои што се соочи не само Република Северна Македонија, туку и цела планета, целото човештво, и да ги видите вистинските причини зошто, како и каде, со каква динамика се случуваат процесите. Обвинувавте, поставивте, не знам, простете ми кој, околу вработувањата. Деновиве слушам дека некој вели дека зоната Жабени смеа скопјанизирале, ама тие кои што говорат така, треба да бидат доблести до крај, да го кажат својот конфликт на интереси, бидејќи кога ќе погледнете зоната Жабени и кога ќе ги видите фантомските, би рекла, инвеститори, освен еден, бидејќи се продадени 32 парцели, пазете, на кои што има многу интересни имиња. Пред да ми поставите мене прашања, ги повикувам советниците од ДПМН, кога ќе одат во својот комитет, мислам дека се уште сте во истата зграда, бидејќи слушнав дека и со тоа имало некакви проблеми. По својот комитет, тие кои што ги купиле парцелите, да кажат зошто го направиле тоа и зошто не инвестирале, па дури и во времето на вашето владење. Факт е едно, дека никогаш Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не зборувал за потреба од постоење на индустријска зона, но секогаш укажувал на несреќниот избор на локацијата. И времето тоа го потврдува. Вие бевте сведоци на тоа и знаете како почитуваните од Кромберг и Шуберт се согласија да инвестираат и гледате како единствено може да се поттикне заинтересираност на инвеститор, бидејќи постоечкиот проблем заради несреќно избраната локација постоел и постои. Но треба да признаете дека она што се случува сега и што треба да направи една целина инфраструктурна како што требала, е нешто што покажува дека дури и кога сме наследиле несреќно избрани локации, дури и кога сме
наследиле еден куп споменици по кои изнафрлавте пари, сепак сме делувале со политики од кои што сме обидувале да го извлечеме максимумот од околностите, кои што непотребно сте ги искомплицирале. Бев прашана за мојата сензитивност кон родовите политики, меѓутоа, не знам дали знаете дека како градоначалник сум била дел од лоби групата во ЗЕЛС, која што работела во изработката на прирачникот за комуникација на координаторите за еднакви можности и протоколот за буџетирање, давајќи придонес во тоа како треба да имаме родово сензитивен буџет. И не знам дали воопшто ги следите програмите во кои што за жал, заради културните околности на нашето поднебје, најмногу се засегнати жените, како што се давањето на средства за обука на лица за помош на лица со попреченост и асистирање, кој што само општина Битола ги даде од сопствени средства, а не од проект. И сите останати, како што се 600.000 денари на згрижувањето на бездомните лица и на оние кои што се во ризик, каде што пак ќе кажам најмногу за жал се жените во околностите во кои што се наоѓаме. И тие суми кои што ги говорам, нема да ги читам сите, јако би се сите представени на хартија, ги имате, може да ги видите во програмите, може да ги видите во извештаите, но едно ќе ве прашам. Кога еден советник, поточно советничка, упати прашање до советник, дали има поврзаност со насилство врз женско лице, во одреден случај во градот Охрид, никогаш останатите советници и советнички не побаравте да го добиете одговорот на тоа поставено прашање. Далеку повеќе, што не го побара ниту председателот на Комисијата за еднакви можности, кој што е можеби најповикан, за да знаеме какви сме како луѓе, оти ако како луѓе по својот карактер имаме вградено особини кои што ни најмалку не се блиски до стандардите за кои што се залагаме, тогаш дефинитивно не можеме да зборуваме за борба за родова сензитивност. Уште помалку да бидеме другарчиња и уште помалку да водиме председателска позиција на таква комисија. Бидејќи примив низа навреди во сиот изминат период, јас нема да ги употребам истите зборови, меѓутоа, бидејќи и денес бев прозвана за бројките и за ништото, на 35-та седница на 19.6.2019 година, господјата Анита Ангелевска каже: јас немам ни процент доверба дека владата ќе направи нешто со офицерски. Епа, почитувани, за ваша информација,
точно е дека вашите документи на ДПМНЕ и вашата апликација беше одбиена. Точно е дека јас со моите соработници ја преработив истата. И точно е дека проектот го добив. И тоа го знаат сите. Сите оние кои беа на состаноците, сите оние за кои зборувавме за апликацијата, кој беше наративот, кој беше лобирањето, кои беа луѓето од кои барав поддршка, кој беше начинот како ги убедував. И конечно, на денот на отворањето, не само што ќе ве почестам господја Анита Ангелевска со Тикварник, се надевам дека ќе дојдете, бидејќи сепак е култен објект за Битола, ќе бидете посебно свечено поканета како и сите останати советници. Ќе ве запознам со дамата, не мислам на себе, која ќе ви каже како успеав во ова. Меѓутоа, знаете како, од едно кажување не се учи. Што би рекле старите, од секое дрвче свирче не бидува. Се додека имаме луѓе кои решиле да се занимаваат со политика, а при тоа лажат, луѓето ќе кажуваат со право дека политиката е расипана. Иако јас велам дека не е политиката расипана, има расипани луѓе и има чисти луѓе. Ќе отворам едно прашање кое што знам дека како советници ве интересира. Не знам. Зошто не ја овозможивте, ама јас ќе ја овозможам на јавноста, да ги добие информациите за Копанки. Знаете, да има луѓе кои што зборуваат за Копанки, а при тоа да кријат каде се наоѓале вечерта кога Копанки гора. Во каква состојба се наоѓале. И да покажувате за тие што покажуваат загриженост, а се дел од оваа група, бидејќи има и останати кои што укажуваат загриженост, е буквално чисто лицемерие. Да зборувате за Копанки, некои, а да лепат лепенки, без да водат сметка дека камерите на Копанки на Пелистер, покрај животните, вадат слики и од други, е повеќе од малоумни политики. Но мојата цел не се лепачите на лепенките, бидејќи знам и каде се печатат и кој ги лепи. Туку криминалците, за кои судот веќе подкрена кривична поставка. И од таа одговорност нема бегање. Бидејќи не се успеа мојата фиока да остане мојата пријава да остане во фиока и да застари кривичното дело. Напротив, се одржа веќе едно рочиште на кое што главно осумничените, кои што тогаш ја воде општина Битола, не се појавија, меѓутоа процесот е започнат. И тоа е паралелен процес кој што е независен од овој другиот кој што претходно го започнав, а тоа е дека легализацијата ја поништив, почитувани граѓани. И таа е нелегално направена. Второстепената комисија при Министерството за транспорт и врски потврди дека мојот чекор е законски исправен. Потоа управниот суд, основниот управен суд, се произнесе дека постапката била нечиста.
и дека ја очекувам последната инстанца, но пазете, паралелно со тоа, очекувам и јавно ги повикувам судските инстанции најтранспарентно, најотчетно, најодговорно да ја спроведуваат и другата постапка, согласно закон, на тоа што било злоупотребено и како битолчани сме доведени до ситуација да не можеме да го пиеме се уште чајот на Копанки, од кој не бегам, затоа што јас тоа го ветив и тоа мене ми значи. И не знам нешто зошто некој си зема за повеќе право, дека е повеќе загрижен за Копанки. Бидејќи ова тука што го држам в раце и што е некаква книжка, е нешто што укажува дека сум само една од битолчаните кои имаат право на Копанки подеднакво како и сите битолчани. Луѓето, постарите битолчани, знаат за каква книжка зборувам. И да ви кажам, политички гледано, во метафоричен жаргон, ќе кажам, бейсбол палката има два краја, како што кажа во една друга прилика. Метафорично кажано. Така да, јас, кој што нарекуваа фараонката, тикварката, билјарката, трајанка, ќе истраам во сиот простотилок, но нема да дозволам да си поигруваат со битолчани, со добрите луѓе, кои се многу помногубројни, но не се фрустрирани прапорци, кои се извинуваат кога ќе оплескаат. Сведоци бевме на еден куп извинувања, но за жал во форма кои ќе бараат нови извинувања. Затоа во оваа прилика, на оние кои што поинаку се извинуваат, барам да се извинат дека со општински пари го плаќам адвокатот за лични спорови, бидејќи како ја имам потребната документација, и е тука со мене, дека тоа не е така, и дека фактурата исплатено ја имам пред датата на нивното обвинување, да се извинат, бидејќи ќе добијат пријава за клевета и потврда за нивните лажни и за нивните лаги во политиките. Толку од нивниот легитимитет, дека имаат право да зборуваат за политика во овој град. Патем, оние кои ми зборуваат за преполнетоста на вработување по јавните предпријатија, бидејќи го имавте и тоа како прашање поставено, мислам дека јавните предпријатија во општина Битола се во добра кондиција и пред да зборувате за вработени, те во општина, те во други јавни предпријатија, погледнете по кој основ се вршат вработувањата. Конкретно во општина Битола, например, имате само еден повеќе вработен од времето на ВМРО ДПМНЕ, и тоа може да го проверите, и тоа пазете на сите вработувања кои што ги донесовме со пожарникарите, а претходните политики не умеа да извршат ни едно вработување за такви суштински значајни позиции, кои што се значајни за здравието и животот на целиот град, но не ги зачнувате темите, типот да одговорите на прашањето, па дури и кога гостувате во емисии, кажувате се и се што, како сте вработени таму каде што е тате, како тате рецензент на учебник
кој што нема врска со неговата стручност, на универзитетски учебник по математика, а стручност која нема врска со математиката. Пазете, универзитетски учебник. И сега, едни такви луѓе прашуваат и зборуваат за вработувањето. Следниот настап нема да биде со еден, некој, таму, овде, се нашол. Дел од имињата ги споменав и сега, во некои конотации. Но следниот настап ќе биде со имиња, презимиња и доказни материјали. И од фактите нема бегање. Патем, слободно можете и во меѓувреме да нарачувате рекетирани статуси, дејќи на крајот од денот, сите знаеме што е лоша музика. Кога велам лоша музика, не мислам на стил, туку зборувам на виртуозност која имате или ја немате во изведбата на истата. И да се извинам, што како математичар со актуелен градоначалнички мандат во политичкиот ринг знам да имам и оштар јазик, кога пишувам да имам и оштро перо, но видете, после сите вулгарности кои што ги изнаслушав, мислам дека веќе имам право на тоа. Но сепак, ќе ја задржам културата и нивото, затоа што простотилукот е нешто на што не треба да се учат нашите млади генерации. Пак ќе кажам, дали ова некому му звучи учителски настап? Баш ми е сеедно. Меѓутоа, ја повикувам Комисијата за родова еднаквост и можности да почне да работи на проблематиката зошто жените политичарки треба да бидат коментирани како изгледаат, дури и тогаш кога се соодветно, и зашто не реагираат низ организирање на една таква дебата и трибина, како луѓе кои што водат политики и како луѓе кои што треба да го кажат своето мислење и став во тоа. Ако им требаат пропратни материјали за тоа што треба да говорат на таквите трибини, на таквите сесии, и како да дадат една друга поинаква родова култура, во тој случај слободно можат да ми се обратат, па да им дадам материјали на абсурдни ситуации. Во иста средина, на исто место, каде што е многу понесоодветно облечен маж политичар, а многу соодветно облечен жена политичар, но очигледно дека нечии нарачки и незадоволство од она што не го постигнале во враѓањата, им дало мотив, напротив, да молчат, наместо да си го обработат својот дел во таквите комисии. Во оваа прилика сакам да им се обратам особено на новинарите, дека им стојам целосно на располагање, дали тоа го сакаат во форма на брифинг, дали го сакаат во форма на пишани материјали, дали го сакаат во форма на материјали од финансовото одделение, ако станува збор за финансии, дали го сакаат од одделенијата каде што се изведуваат и извршуваат програмите, затоа што многу теми кои што денес ги кажав, како одговарање на прашањата кои што ги
дадоа советниците, треба да се пристапи со буквално истражувачко новинарство и се многу интересни. И мислам дека навистина можат, имаат прилика да сработат рубрики кои што навистина ќе бидат читани. Им стојам на располагање и во текот на работното време, меѓутоа и надвор од работните сатници. Бидејќи, како што имам кажано, работното време на градоначалникот не е до 4, и тоа го знаат сите кои што работат во општинската администрација, па оние кои што претходно биле и работеле поинаку, може би ќе си помислат дека некој не може тоа да го направи во работното време, не е способен, па продолжува и надвор од работното време. Да ви кажам, се едно ми е. Она што ми е најважно е дека општина Битола во моментов има готови проекти, стабилен буџет. И немојте да ја подценувате годинава што ја имаме, бидејќи од неја се поминати само 2 месеци, и немојте да ми го поврзувате со изборната година, бидејќи мојот мандат имам право да си го реализирам во 4 години. И политички нема да куртулите од мене.